Остварлива платформа за развој на земјата или нереален концепт за пресметка со власта? Социјалдемократскиот сојуз вчера ја представи програмата со која во наредниот период ќе ја бара довербата од граѓаните. Гостин во вестите на Ајден е Бранко Црвенковски, претседател на СДСМ. Господин Црвенковски, добро вечер. Добро вечер. Зошто решенијата за Македонија се подобра програма од природбата во 100 чекори? Кој е вашиот најсилен адут во овој документ? Па имаме повеќе силни адути, не само еден, ќе споменам 2 или 3 во оваа прилика. Значи, прво затоа што наспроти популизмот што го нуди природбата, ние нудиме реални, остварливи, разумни решенија. Второ, наместо продуцирањето на нови проблеми што го нуди природбата, ние ги решаваме постојните и создаваме на добра основа за секупен развој на Република Македонија и тоа во сите општествени сфери. Јас навистина ја користам оваа прилика да ги поканам сите оние граѓани, аналитичари, експерти. Навистина е да ја погледнат, да ја прочитаат програмата и врз основа на она што е напишано да ги дават своите оценки. Во програмата се поставени цели, планови, но не се открива и како ќе стасате до поставените цели, како ќе ги реализирате ветувањата. Не се предвидени ниту рокови. Па, ова не е изборна програма, бидејќи не се наоѓаме пред избори. Ова е една програма каде што во еден добар дел се ставени и посочени генералните насоки, меѓутоа ве уверувам дека со конкретизација во оној момент кога ќе се знае кога ќе се одржат изборите, оваа програма, решенијата за Македонија ќе се трансформираат во изборна програма и тогаш ќе бидат посочени и рокови и динамика за остварување на тие цели. Како ќе го подобрите животниот стандард на граѓаните? Од каде пари за тоа? Ветувате дека одговорно ќе ги трошите народните пари, парите од буџетот? Па прво, имало многу или малку пари, секогаш треба одговорно да се трошат, домаќински се трошат, гледаме дека тоа денес не се прави. Во услови на една сериозна економска криза, кога расте неработеноста, сиромаштијата во Република Македонија, оваа власт на непродуктивен начин ги троши нивните пари, парите на граѓаните. Како ќе оствариме подобар живот со подобар или повисок економски развој и токму оваа програма и решенијата во оваа програма посочени ги дава насоките, значи механизмите и оние политики кои што со спроведување ќе ги дадат тие резултати. Ветувате реформа на јавната администрација. 20 години тоа е најголем проблем. Како тоа ќе го направите сега? Значи ли тоа и отпуштање на државни службеници? Тоа значи пред се департизација, деполитизација и професионализација на јавната администрација. Значи, ние од секоја сме говорили дека администрацијата е во поголема или помала мера партизирана. Меѓутоа, никогаш како денес. Тоа е дефинитивно јасно и тоа е оценка на сите, што значи дека првиот чекор по добивањето на поддршката од страна на граѓаните и преземањето на власта, новата влада на Социјалдемократскиот сојуз ќе биде токму департизирање и деполитизирање на јавната администрација. Мораме да го воведеме принципот на кариера, а не на политичка или партиска подобност. А намалување на бројот на вработени? Може ли оваа држава да издржи 500 000? Јас мислам дека не може. Јас мислам дека со ова темпо како што оваа власт го зголемува јавниот сектор, и тоа е сосема јасно само заради задоволување или алиментирање на своите партиски послушници или активисти, всушност не само што е зголемува јавната администрација, туку во период кога се послабо стопанство треба да алиментира се поброен и погломазен јавен апарат. Тоа значи дека вие ќе отпуштате. Колку? Тоа значи дека ние ќе ја сведеме јавната администрација на реалната моќ на Република Македонија. Кога велиме реална моќ, тоа значи на реалната економска моќ или моќта на македонското стопанство. Секоја пресметка во овој момент не би била реална, затоа што ако продолжи ова што го прави актуелната власт, веќе за 6 месеци ќе говориме за сосема други бројки. Прво во зголемувањето на јавниот сектор и од друга страна во ослабењето на стопанството. Како тоа ќе се создадат нови работни места? Апсолутно, ние пред се шансата за создавање на нови работни места ја гледаме во приватниот сектор. Тоа се продуктивни работни места, тоа се одржливи работни места. Ако ние мислиме на работеноста да ја решаваме на тој начин што сите ќе станеме државни службеници, а ќе ги затвараме фабриките, фирмите, предпријатијата, тоа е најкраткиот начин или пат да се уништи Македонија и на економски и на секаков друг план. Ветувате изградба на нови енергетски капацитети, нови хидроцентрали, електрани. Од каде пари за тоа? Нели ви се чинат овие ветувања нереални со оглед на тоа што во изминатите 20 години е изграден само Козјак? Патем речено изграден во периодот на Социјалдемократскиот сојуз.
точно. Значи, во нашата програма посебно внимание посветуваме на енергетиката, исклучително важен сектор. Ние не можеме да издвојуваме толку средства за увоз на електрична енергија и не само на електрична енергија, како што тоа го правиме, тоа да не се осети на вкупните прилики. Тоа значи дека ние мораме да го зголемиме производствениот енергетски потенцијал на Република Македонија. Делумно тоа ќе биде со јавни инвестиции, значи со инвестиции од страна на државата, меѓутоа нашата поголема шанса ја гледаме во привлекување на странскиот капитал и во инвестиции кои ќе бидат државно и приватно партнерство. Како ќе ги решавате отворените прашања со соседите и ќе работите на подобрување на меѓународниот углед на земјата? Па ние веќе имаме покажано дека тоа знаеме да го направиме. Значи, ако го погледате наназад, токму во период кога сам бил на власт, на планот на надворешната политика бил направен најголемиот напредок. И во однос на соработката со соседите, во однос на лидерството во регионот што сме го имале, меѓутоа и во процесот на нашето интегрирање кон НАТО и Европската унија. Значи, тука апсолутно сметаме дека тоа е не најсилната наша карта за воидна, туку и докажаната наша карта и од минатото. Дали за вас е прифатливо едно име за севкупна употреба како решение на спорот со Грција, ако при тоа добиеме гаранции за заштита на нашиот идентитет и јазик, со оглед на тоа што се погласно од Грција стасуваат најави дека за Атина е тоа крајната отстапка? Значи вака, бидејќи ова е деликатна фаза во процесот на преговорите, а често пати од страна на актуелната власт сме обвинувани ние од опозицијата пред се и ја лично дека со некакви наши изјави ја подкопуваме преговарачката позиција на Македонија, што апсолутно не е точно. Ако некој ја подкопува, тоа е прави актуелната власт. Ќе споменам само некои работи што мислам дека нема на штета. Значи, ако говориме кои се тврдите позиции или појдовни позиции на Грција, да видиме кои се појдовните позиции на Република Македонија. Велиме дека позицијата на Грција е едно име за севкупна меѓународна употреба. Нашата позиција според зборовите на премиерот Груевски е двојната формула. Некако ќе биде јас сакам да кажам дека тоа се појдовните позиции. Реалните преговори, јас сметам дека треба да се најде компромис на тој начин што прво за нас најголем приоритет е да го заштитиме националниот идентитет или со други зборови именувањето на нашиот јазик и на нашиот народ. Значи низ преговорите тоа треба да биде првата цел што треба да ја оствариме. Втората работа е да се избориме новата формулација, значи така да го наречеме тоа име, новата формулација да биде користена во рамките на досегашната референца поранешна Југословенска република Македонија или што поблиску до тој формат. И трета работа, ако ги се избориме за овие две работи, во тој случај сметам дека една додавка која што би била од географски карактер би можеле да ја прифатиме како формулација за меѓународно. Втората не